Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски сподели преку социјалните мрежи дека свечено се затворени училишните спортски лиги во општина Газибаба, прославувајќи уште една успешна спортска година, исполнета со енергија, ферплеј и тимски дух. Имено во текот на учебната година повеќе од 450 ученици од основните и средните училишта од општина Газибаба се надпреваруваа во различни категории на спортови, вклучувајќи фудбал, кошарка, ракомет, атлетика и уште многу други. На завршната манифестација им беа доделени медали, пехари и дипломи на најуспешните екипи и поединци кои со својот труд и посветеност ја направија оваа спортска година посебно инспиративна. Искрена благодарност упатувам до наставниците по физичко и здравствено образование кои преку својата несебична посветеност и ангажираност, како и преку нивното здружување во Сојузот на училишен спорт Газибаба, овозможија реализација на голем број активности и спортски надпреварувања. Тие се срцето на оваа иницијатива и двигател на спортскиот дух кај младите генерации. Секоја победа почнува со првиот чекор. Ние веќе чекориме заедно кон нови спортски успеси, истакна Стевковски. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со Сообраќајната полиција Скопје во периодот од 2 до 8 јуни со помош на специјалните возила Пајак отстранија 101 непрописно паркирано возило кое го попречувало нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар континуирано ќе ја спроведуваат оваа мерка и апелираат до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места, за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите, како што велат оттаму, нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците. Хиподром доби нов паркинг изграден со павер елементи. Жителите на Хиподром добија нов уреден паркинг простор кој ќе го олесни паркирањето и ќе придонесе за подобар урбан ред во населбата. Паркингот е целосно поплочен со павер елементи кои не само што обезбедуваат естетски изглед, туку и гарантираат долготрајност и отпорност на различни временски услови, информираше градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. Овој инфраструктурен зафат е дел од пошироката стратегија за унапредување на урбаната мобилност во општината. Со новиот паркинг простор жителите добиваат сигурен и организиран простор за своите возила. Додаде градоначалникот и најави дека вакви и слични проекти ќе продолжат да се реализираат и во другите делови на општината, со цел создавање на уредна, безбедна и функционална урбана средина, велат од локалната самоуправа. Со одржување на спортски надпревари во фудбал и кошарка беа пуштени во употреба спортските игралишта за фудбал, ракомет и кошарка во општинското основно училиште Гоце Делчев во општина Илинден, кои во изминатиот период беа целосно реконструирани, извести општина Илинден. Градоначалникот на општината Александар Георгиевски присуствуваше на свеченото пуштање во употреба на игралиштата и истакна дека учениците од ова училиште добија комплетно реконструиран и убаво уреден спортски простор, наменет за квалитетно и безбедно одржување на часовите по физичко и здравствено образование. Во рамки на реконструкцијата поставена е заштитна ограда и метални столбови за осветлување. На игралиштето за мал фудбал, ракомет и одбојка поставени се нови голови, вештачка трева, а на игралиштето за кошарка нови табли и обрачи за кош, додека подот е поплочен со гумирана подлога. Исто така во рамки на спортските терени поставени се клупи, корпи за отпадоци и просторот е партерно уреден, со што овие спортски игралишта добија комплетно нов лик. Средствата за реализација на овој проект се целосно обезбедени од буџетот на општина Илинден, а во наредниот период ќе се продолжи со изградба на нови и реконструкција на постоечките спортски терени и во останатите населени места, со цел да се добие уреден простор, но и безбеден за рекреација и забава на жителите во општината, се додава во соопштението од општина Илинден. Согласно новата концепција за основно образование која беше донесена во 2021 година, сите основци од општина Карпош ќе бидат активно вклучени во информатичката настава, која ќе се одвива по најсовремени технолошки стандарди. Затоа општината со сопствени средства набави нови интерактивни смарт панели во сите основни училишта на нејзина територија, кои ќе бидат дел од едукативниот процес во кој учествуваат учениците од 1 до 9 одделение, велат од локалната самоуправа на Карпош. Имено сите образовни установи во Карпош во рамки на своите училници, во кои се одвива одделенска и предметна настава, ќе располагаат овие современи технолошки алатки за работа.
За таа намена локалната самоуправа преку одделението за образование издвоила 8.500.000 денари, со кои се обезбедили уште 95 смарт панели. Од тука во секоја училница може да се реализира настава на далечина со вмрежување на платформи, преку кои се изучуваат нови и софистицирани информатички програми, велат од општина Карпош. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ке ја